Она што го гледаме во позадина е еден представник од допадливата цветно-декоративна дендрофлора. Поточно станува збор за култиварите на јапонски цреши, кои што веројатно на Скопјани им се најпознати по улицата која што прерасна во улица на црешите, односно улица на јапонските цреши, тоа е Максим Горки во централното градско подрачје. Станува збор за мали дрвја кои што се извонредни во фенофазата цветање, кои што даваат живост и кои што пленат со својата убавина. И тоа е едно од морфолошките својства кои што најмногу се цени во урбаната дендрологија. Но од друга страна, кога станува збор за нивната екологија, кога станува збор за без малку да поврзете од каде е нивното потекло, дека е од далечниот исток, каде што преовладува и океанска клима, ќе стане јасно дека овде многу повеќе, а не помалку, би се мачеле. И не само што би ја губеле нивната декоративност, а сме сведоци дека веќе подолг временски период стануваат проблематични, а се прилично скапо платени, набавени. Во првичната радост на граѓаните, на жителите, потоа некако еуфоријата опаѓа. Тоа е она што ни укажува дека станува збор за видови кои што, еве ќе си ја дадам слободата да кажам дека не се соодветни. Пред известно време сведоци бевме на набавката на Трахикарпус фортунеи, оние палми од далечниот исток кои што беа засадувани линиски како дел од булеварските и уличните зеленила, како појаси, иако природно воопшто не се среќаваат така, туку како една од субтропските палми тие успеваа, наоѓајќи заштита во поголеми или помали групации, па дури и формирајќи шумички, онаму каде што и природно успеваат.